Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за првиот закон, односно принцип на термодинамика. И нема да го разгледаме целосно ова видео, едноставно ќе го разгледаме во овие неколку последователни видеа. И сега малку да спомнеме дека во термодинамиката постојат три главни закони, принципи, но всушност постојат четири. Сега зашто тоа го викам, бидејќи едноставно кога ги правеле, значи кога за одредени работи одлучувале дека ова ќе биде прв закон, втор закон и трет закон, направиле дека тоа и тоа ќе биде прв, тоа ќе биде втор и тоа ќе биде трет. Сега сватиле дека изоставиле една дефиниција која е потребна за термодинамика и сега наместо да стават четврта, бидејќи таа на некој начин било основата и било нешто што е едноставно прилично лесно, го крстиле нулти принцип на термодинамика, така нулти закон и го ставиле пред единицата, иако им текнало како на четврти поред. Сега нултиот закон е многу лесен и затоа ќе го објаснам сега на кратко, иако ова видео е за првиот закон. Значи нултиот закон, дека на страна ќе направам, гласи дека ако имаш две тела, речем имаме тело А и некое си тело Б, каде што и А е во термален еквилибриум со тело С, но исто така и Б е во термален еквилибриум со тело С, односно С еднаква на Б и и А еднаква на С, тоа значи дека А е исто во термален еквилибриум со Б. И ова е едноставно многу проста математика, така можеме да го напишеме и како алгебра, каде што имаме некоја си вредност x која е еднаква на некоја си вредност y, имаме некоја вредност z која е еднаква исто на y, и тоа значи дека x е еднакво на z. Така, значи тоа е сумирано во кратки црти нултиот закон на, односно принцип на термодинамика. Али сега ќе се задржиме на првиот закон принцип и како што реков ќе го разгледаме во неколку последователни видеа. Сега, како што видовме на минатото видео, реков дека енергијата во универзумот е константна. Односно енергијата во универзумот не може да се уништи ни да се создаде. Едноставно преминува од една форма на енергија во друга форма на енергија, така можеме да манипулираме во трета форма и така натаму и така натаму. Ама самото количество на енергија која се мери всушност во џули, така значи се мери во џули или килоџули, и секогаш е исто. Така, можда енергијата на некој си тело кое е трето овдека поред ќе биде помала од таа што е на второ тело, но тоа е бидејќи на пример во процесот се изгубила како топлинска енергија или нешто слично. Ама вкупната енергија значи секогаш останува иста како почетната. Така ако ги сумираме овие две, биле иста како почетната. Значи тоа во кратки црти е првиот закон, односно принцип на термодинамиката, дека вкупната енергија во универзумот е константна. Сега зашто викаме во универзумот, бидејќи всушност гласи дека вкупната енергија на еден изолиран систем е константна, единствен изолиран систем кој можеме да речеме дека постои е самиот универзум. Сите други системи не се вистински изолирани во правата смисла на дефиницијата. Зашто буквално не постои систем кој ние можеме да го конструираме, каде што нема да има никакво губење на енергија или материја. Така што единствен изолиран систем викаме дека е универзумот, иако и тој не ја знаеме колка е границата на универзумот. Кога збориме универзум, обично мислиме на наблюдлив универзум. Но добро, значи тоа е првиот принцип. Енергијата која се наоѓа во еден изолиран систем е секогаш константна. Не ни може ни да излезе, не може ни да се донесе енергија. Сега ќе разгледаме некои карактеристики врзани со енергијата на дадени системи. Да земеме систем, ќе го направиме вака, нека биде некој си систем, некој затворена површина, каде што внатре во овој систем имаме некаква си материја, така ова сега овие топчиња се некои молекули, некои атоми, така кои се наоѓаат во тој систем. Сега, сите системи, без разлика на големината, поседуваат внатрешна енергија. Значи, целата енергија која се наоѓа внатре во овој систем, значи целата енергија која се наоѓа внатре во овој систем ја нарекуваме внатрешна енергија и ја бележиме со U. Сега, колкава е внатрешната енергија, всушност зависи од тоа колкав систем имаш. Така, например, овој систем ако има некоја си вредност U1, така, ако имаме некој си систем кој е поголем, односно не е важна големината системот, него важно е количеството материја која го имаш, односно енергија во системот. Така, ако имаме некој систем кој е вака поголем, така што има повеќе молекули, кој секој од тие молекули си има енергија, всушност енергијата на овој систем, така, ова ќе биде U2 ќе ставиме, ќе биде поголема
ќе биде поголемо од U1. Сега освен што зависи од големината, односно од колку супстанција имаш, исто зависи од колкав е притисокот, така, колкава е температурата и други физички фактори. Сега само сакам да спомнам еден термин овдека, кој реков дека зависи од количеството супстанца. Количеството супстанца всушност е екстензивна физичка величина. Сега, значи, пред да продолжам, само ќе направам една разлика помеѓу екстензивна и интензивна физичка величина. Значи, екстензивна физичка величина е некоја си физичка величина која зависи од колкава е големината, така, односно зависи од количеството. Како масата, така, ако имаме повеќе количество, ќе биде поголема масата, ако имаме повеќе количество, најверојатно ќе биде и поголем волуменот, така зависи колкав е притисокот. А интензивна физичка величина е некаква си физичка величина која не зависи од тоа колку имаме од некоја си дадена супстанца. Како густина, без разлика колку и да имаш, густината ќе биде таа. Така, ако имаме некој си мало шишенце, каде што имаме од некоја си супстанца која има одредена густина, речеме 1 грам на милилитар, така, добро, треба да биде у волумен, например дециметар кубен. Ако имаме 1 грам на дециметар кубен, ако имаме таа иста субстанца во многу поголем сад, така, повторно густината ќе биде 1 грам на дециметар кубен. Така што физичката величина не се смени без разлика што ја зголемивме количината. Значи, интензивна физичка величина е таа која не се менува независно од колко количество имаме. Исто и моларната маса, така моларната маса на субстанцата, например оваа овдека што реков некоја си црвена субстанца X, ќе остане иста. 1 мол од субстанцата секогаш ќе биде со иста маса, без разлика колку имаме. Сега се вратиме на внатрешната енергија на овие системи. Внатрешната енергија, интересно е дека не можеме апсолутно да измериме. Значи, знаеме дека има внатрешна енергија во системот, која ќе видиме всушност од што зависи, но не знаеме колку е. Така да речеме, ќе бележиме и сега ќе земеме код друга боја. Внатрешната енергија U не знаеме колкава е. Но единственото нешто што можеме да го знаеме, можеме да определиме промената во внатрешна енергија. Така да, иако не знаеме колку е U, можеме да видиме колку е делта U, односно промената. Значи тоа на некој начин би било, не знаеш колку е X, ама знаеш дека или се намалило за 3, или се зголемило за 3. Така, бидејќи апсолутна внатрешна енергија не можеме да измериме. Тоа е, не знам. Поради тоа само ја бележиме промената на внатрешната енергија. Сега, од што се состои таа внатрешна енергија на некој си даден систем каде што има одредена материја? Всушност, внатрешната енергија се состои од две компоненти, мислам тие се главните. Нормално, ако изучувате ова термодинамика во многу детали, особено ако тоа е специјалност, има многу повеќе за збори, но ова е еден општ преглед. Значи, внатрешната енергија можеме да поделиме на кинетичка и потенцијална енергија на градбените единки. Сега, кинетичката всушност се состои од повеќе видови на движење. Кинетичката е всушност самото движење на молекулите. Така, значи, кога имаш едни молекули, како овие плави топчеја кои ги нацртавме од даден сад, тие имаат одредена транслациона кинетичка енергија, каде што транслационата е едноставно самото движење на, ако имаме едноатомски молекули. Така, ако имаме едноатомски молекули или некој, мислам едноатомски молекули, ако имаме единечен атом или иони, тие едноставно се движат внатре во садот постојано, така. Значи, едно неорганизирано движење, постојано движење, наречено Брауново движење, кој е откриено од Роберт Браун, биолог, каде што тие постојано се движат, така, значи имате едно транслационо движење одредени атоми, односно одредени иони. Сега, освен транслационата кинетичка енергија, исто имаме вибрации кои се јавуваат кај повеќе атомски молекули, и исто така имаме и ротации. Сега ќе видиме како всушност би изгледале вибрациите и ротациите, тоа ќе го направиме вдека на страна. Да речеме, имаме еден си атом кој е некој си жолт, и имаме еден кој е си црвен и они се поврзани со ковалентна врска. Сега ковалентна врска ние ќе ја замислиме како федерче едно. Така што овие два атоми, например, може да се движат натаму и натаму. Така, едноставно ќе биде како два атоми кои постојано, нели, како се под едно федерче, две топчиња и како се движат, односно вибрираат. Односно се зголемува и се намалува должината на таа ковалентна врска. И ова не мора да биде со два атоми, така може например да биде со 3. Ќе направиме вака, ќе направиме еден зелен атом и ќе направиме повеќе случаи, ќе направиме 3 случаи, каде што е поврзан со ковалентни врски кои ќе направиме повторно како федерчиња
со некои си црвени атоми. Ева е некоја си молекула, наликува на H2O, но не мора да биде тоа, може да е кое било составено од 3 атоми, каде што можеме да имаме различни вибрации. Така, например, ова горниот атом може да се движи нагоре надоле, додека овие ќе се движат нааму вака на страна. Така. Или пак едниот од овие може да се движи натаму, другиот да се движи натаму, додека овој пак ќе се движи транслационо. Странично, така. Или пак овој зелениот може да се движи во оваа насока, а овие да се движат кон страна. И ова ќе биде како оние клик-лак, што нели се ставаше околу прст и ги удираш двете топчиња. Значи може на различни начини да бидат вибрациите кои се однесуваат на дадени повеќе атомски молекули. И овие вибрации интересно е многу се важни например при органската хемија, кога одредена молекула под дејство на инфрацрвено зрачење вибрира на одреден начин и спрема тоа вибрирање може да се одреди кој вид на молекула е. Но, добро, тоа ќе збориме во органска хемија. Значи имаме вибрации и ротации. Значи ротација е едноставно лесно може да си ги мислите, оваа молекула може да ротира. Така. Сега не можеш да збориш ротација на еден единичен атом, бидејќи еден единичен атом ако имаш, не можеш да речеш дека ротира, бидејќи како и да го гледаш исто ќе биде, така. Така што нема ротација кај единичен атом, него имаме кај повеќе атомски молекули. И се тоа спаѓа во внатрешната енергија. Сега реков дека има и потенцијална. Потенцијалната може да зависи од положбата, значи може да зависи од положбата или од хемискиот состав. Сега положбата е едноставно само објаснлива, дали се наоѓа во погорниот дел од садот или се наоѓа во подолниот дел од садот, например гравитацијата различно би му влијаела, колку подалеку се наоѓаш од дното и некои такви мали разлики. Но интересно е ова зависно од хемискиот состав. Така, значи зависи од што се составени овие честички, дали овие се единични атоми, дали се молекули, дали се иони, зависно од нивниот хемиски состав, колку електрони имаат и слично. Но интересно е од тој хемиски состав всушност потекнува еден вид хемиска потенцијална енергија, од која зависи пасивно движење на молекулите. Значи, ако имате еден сад, пример имате еден сад и сега имате овдека например вода, речеме дека има вода, и се истурите некаква си боја, така капнете некоја си капка боја. Таа капка боја на почеток овдека ќе биде поконцентрирано, но со тек на време, едноставно по пат на дифузија, ќе се прошири низ целата чаша и ќе биде некако униформно распределено. Имам слика за тоа, значи, еве тука вака се гледа на сликата, се става една капка и таа со тек на време ќе се распредели низ целиот волумен. Сега што всушност овдека се случува? Бидејќи како што гледаме бојата се движи, така, се предвижува, ама за секое движење, за секое вршење на работа, викам дека е потребна енергија. Сега од кај му доаѓа таа енергија за да може да се раздвижи низ целиот сад? Епа, таа енергија всушност таа хемиски потенцијална енергија која зависи од самата хемиска супстанца. И всушност се сведува на тоа да се постави еден еквилибриум помеѓу секоја молекула која се наоѓа, односно секој атом кој се наоѓа во таа супстанца. Да речеме овдека на почетокот сите се групирани една до друга, така. И со тек на време, односно тие се раздалечуваат една од друга. И така ќе прават се дори не постои некоја си максимално растојание. Ево овдека имаме една слика како тоа би изгледало. Значи ги ставаме на почеток се групирани на едно место и со тек на време се распределуваат така што секој од секој е максимално далечено. Бидејќи они кога се заедно, кога се ставени едно до друго, така, речеме ако се сите близу едно од друго, тие имаат едно одбивање од се едни од други, така бидејќи едноставно не сакаат електроните, а нивните обивки да се близу еден до друг, така што се одбиваат се дори не постигнат некој еквилибриум. И енергијата која го возможува ова, нивната хемиска потенцијална енергија, која реков дека зависи од самиот хемиски состав на частиците. Добро, сега кога разгледавме за внатрешната енергија на еден систем, да видиме каква е таа промена во внатрешната енергија. Значи ги идеме овдека малце на страна и ќе речеме дека имаме некој си систем. Нормално ја не реков дека овој систем мора да е изолиран, него имаш некој си систем кој е можеби отворен, може да е затворен и има дадена супстанца внатре. И тоа не мора да биде еден вид на супстанца, можеме да имаме некоја си, например, зелена супстанца и некоја си црвена супстанца. И внатре во овој систем имаме некоја си внатрешна енергија, која ќе бележиме U1.
Сега да речеме дека овие две супстанции реагираат една со друга, така што се случи одредена реакција, ќе вежеме како Р за реакција, и добиеме некоја си втора состојба на денениот систем, каде што се добила некоја си супстанца, која ќе направиме портокалова. Така, и при тоа, додека овие реагирале едно со други, да речеме, ова не е нормално изолиран систем, а се ослободило одредено количество енергија во вид на топлина, така, која го бележиме со Q, значи одредено количество енергија во вид на топлина, но исто така има случаи, каде што ќе разгледаме, каде што може да, за ова да се случи, може да се абсорбира топлина. Така, може да се абсорбира топлина, значи внатрешната енергија зависи од колку се оддало или се примило топлина и колку работа се извршило. Така е, сега работата, например, додека оваа реакција се случила, например, се ослободило дадено количество газ. Така се ослободило дадено количество газ и тој газ извршил еден вид работа. Така, значи, ќе се промени, овој систем всушност извршил работа и тој ќе бележиме како кон надвор, W бележиме за работа. Но исто така, како што ќе видиме понатаму, може и да се врши работа врз системот. Така овдека можевме да вршиме работа врз системот со цел да се случи реакцијата. Но добро, ние сега ќе разгледаме случајот каде што системот оддал топлина и извршил некаква работа. Сега при тоа добивме некоја си внатрешна енергија која ќе бележиме U2. Така. Сега, промената на U, значи делта, сега се некои други бои, делта U еднакво на всушност U2 минус U1. Сега, ако решението на ова е со негативен предзнак, така, односно за да биде со негативен предзнак, тоа значи дека U1 мора да е поголемо од U2, така при тоа нели ќе се добие негативен предзнак. Едноставно, ако имаме негативен предзнак, земено е по пат на конвенција, иначе овие може да бидат обратно, може тука да биде U1, овдека биде U2. Но, земено по пат на договор дека ако имаме негативен предзнак, тоа значи дека при промена на оваа внатрешна енергија, всушност системот оддал енергија, бидејќи енергијата, неговата внатрешна енергија се намалила. Така, U1 е поголемо од U2, бидејќи имаме негативен предзнак. Тоа значи дека овој тука системот кој се наоѓа после реагирањето од двете супстанции оддал енергија. И тоа го нарекуваме екзотермен процес. Ќе разгледаме тоа понатаму, затоа сега нема да го запишам. Значи екзотермен оддавање на енергија. И ние видовме дека всушност да оддаде енергија во вид на Q и изврши некаква си работа која бележавме со W. А во случај ова да имаше позитивен предзнак, така да имаше позитивен предзнак, ќе бележиме со виолето. Иначе обично кој има позитивен предзнак не се бележи, така се бележи едноставно само бројот, да речеме 300 килоџули. Така и не се става плюс, едноставно нема ништо. Но добро, ако има позитивен предзнак, тоа значи дека U2 е поголемо од U1. Така, и затоа кога ќе го одземеш U1 од U2, добиваш позитивен исход. Ако тоа е случајот, тоа значи дека сме имале ендотермен процес, каде што всушност сме немале губење на енергија, како овдека што бележив, така губење на топлина и извршување работа, него врз системот действувало, се донело количество топлина, или пак се вршело одредено количество работа врз системот, така што по одвивање на реакцијата U2, така системот по одвивање на реакцијата има повеќе енергија него U1. И ова е ендотермна реакција. Сега, од се ова ние всушност ја изведуваме следното равенство, кое гласи вака, дека не знам кој бој да ги земам, ќе земам сина и некоја зелена, каде што делта U, промената на внатрешната енергија, еднакво на Q плюс минус W. Сега зашто бележам плюс минус? Ќе бележиме плюс W и ќе објаснам зошто. Или внатрешната енергија еднакво на Q, правиме поголемо, Q минус W. Сега видовме дека внатрешната енергија зависи од топлината која е донесена или оддадена на системот, тоа е Q, така Q е всушност за топлина. И сега зашто имаме плюс или минус W, зависи од тоа дали се врши работа врз системот или системот врши работа врз околината.
Ако системот врши работа врз околината, тогаш се користи долната формула. Значи, оваа се користи кога се врши работа врз околината, така тој систем реагира на некој си начин, така што ослободува енергија и се врши работа врз околината, а промената внатрешна енергија се определила со оваа формула кога се врши работа врз системот, така. Значи имаш некоја си чаша, каде си имаш две супстанции, земаш ја промешаш таа чаша, тогаш значи дека ти вршиш работа врз системот, ја мешаш чашата. Нормално не е до толку симплифицирано во подетални пресметки, бидејќи на пример ти можеш да вртиш чашата, ама истовремено чашата да врши работа и врз околината, така на пример да се загрева или пак да ослободува газ, така некој газ кој на пример би придвижил нешто, така што и ќе вршиш работа врз системот и системот ќе врши работа врз околината. Така што тогаш би требало да ги сумираш, да ги одземеш работата што ја вршиш врз системот и работата што се врши од страна на системот врз околината и да добиеш некој си делта W, така тоаш би добил делта W, но ние нема да решаваме задачи, така што ова е доволно да знаете. Сега од ова исто така произлегува дека всушност топлината и работата екзистираат само додека има промена на внатрешната енергија на даден си систем, дали тоа е отворен, затворен, изолиран, без разлика. Сега некој ќе си рече како може да топлината постои само кога имаме промена на внатрешна енергија. Едноставно за да не се буните треба да разграничите разлика помеѓу температура и топлина, каде што ако симплифицираме ќе речеме дека температура е средната кинетичка енергија на дадени градивни единки на дадена супстанца. Значи средна кинетичка енергија, на пример ова ако е површината на твојата рака, ќе земеме со кафена боја. Значи ова ако е површината на твојата рака и таа е изградена од атоми, така. Сега тие атоми и молекули, атомите кои се наоѓаат во молекулите, постојано се движат, тој не се секогаш стабилни во место, односно имаат некое си вибрирачко движење. Така, значи постојано се во некакво си движење. Сега, средната кинетичка енергија на сите овие движења, нели видовме кои се кинетичките движења, така транслациони, вибрации и ротации. Средната кинетичка енергија на сите овие движења е всушност температура. Сега, ако нема никакво движење, никаква кинетичка енергија, тоа велиме дека е 0 келвини, односно апсолутна нула. Така, но не може да се постигне апсолутна нула, така што секое движење е всушност топлина. Сега, имаш например раката која ти е например од температура од 37 целзиусови степени, што е приближно 310 келвини. Така и во наука обично секогаш се користат келвини, не се користат целзиусови. Има различни причини зошто, но нема сега во тоа да навлегувам. Додека, например, имаш некоја си книга овдека на полицата, каде што таа има температура која е иста со таа од околната средина, односно атомите кои градат книгата се движат, имаат помала кинетичка енергија него твојата рака и да речеме дека книгата е на температура од околу 300 келвини. Сега, температурата на книгата е помала од температурата на твојата рака. Така што ти кога ќе ја допреш книгата, така ја допираш со рака, топлина, односно количество енергија, сега како, едноставно е поврзано со самото кинетичко движење на атомите, се пренесува на книгата се додека двете не дојдат во еквилибриум, односно раката ќе стане 305 и книгата ќе стане 305. Во вистински случај нема да стане раката 305, бидејќи раката секогаш ќе биде на 37 степени Целзиус, односно 310 келвини, така што раката ќе остане на 310 келвини, а со тек на време книгата исто и она ќе се загрее до 310 келвини. Значи топлина е едноставно трансферот на енергија при разлики во температура, а температура е средната кинетичка енергија на дадени градитивни единки на дадената супстанца. Сега како за крај само ќе спомнеме една дефиниција и ќе објасниме на кратко, која гласи дека секоја физичка величина што при дефинирана состојба на системот има единствена вредност се нарекува функција на состојбата. Сега ова што значи, едноставно објаснато е дека некоја си физичка величина во даден систем, ако имаме даден систем, тука имаме некој си даден систем, каде што ги знаеме сите параметри на системот, има точно дефинирана состојба, има таа и таа температура, има таков притисок, има таков волумен, не знам уште некоја друга карактеристика. И сега имаме дадена физичка величина, таа ќе има една единствена вредност x без разлика
како сме стигнале до таму. Така, например, ова може едноставно да се објасни, да речеме ако имаме една планина и сега сакаш да стигнеш од доле на планината до горниот дел на планината, така, ќе приличен горе со зелена броја човечето. И сега можеш да земеш различни патишта. Можеш да земеш овој пат, можеш да го одиш, кој може да би бил подолг, овој би бил најкраток пат или пак некој од страна пат кој уште би бил најдолг. Сега физичка величина е кога важно е, односно кога не е важно кој пат го земеш, кој пат го избереш, дека при крајната дефинирана состојба на системот ќе имаш една единствена вредност. Сега ова не би било вистински, ова не би било функција на состојбата ако би се искачал на планина, бидејќи на пример овој пат ако го земеш може да ќе бидеш поизморен кога ќе бидеш горе. Така, ако го земеш овој пат ќе бидеш поодморен ако бидеш горе, кога ќе стигнеш горе. Така што ова не би било функција на состојбата, бидејќи физичката величина во овој случај, ќе речеме дека ти си физичката величина, ќе нема да биде единствена, бидејќи зависи од кој пат си го избрал. Зависи дали си го избрал долгиот или си го избрал краткиот пат. Но, например, при физика и при хемија имаш дадена единствена вредност на дадена физичка величина, без разлика како се стигнало до таму. И ваква е температурата, притисокот, количеството. Така, без разлика како си стигнал до 30 степени Целзиусови, не е важно. Дали си додал, дали си вадил енергија, што и да си правил. 30 степени Целзиусови, си се 30 степени Целзиусови. Добро, тоа беше се за ова видео. Се надам дека добивте малце повеќе увид во првиот принцип, основно закон на термодинамиката. Нормално ова не е се, во наредните неколку видео, како што реков, ќе разгледаме уште неколку работи кои се поврзани со првиот принцип на термодинамика. Но ова би требало да биде еден добар вовед. И се надам дека ни чувствувате ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.